ова издание. Мадуро ги обвини Соединетите американски држави дека се закануваат со воена интервенција. Американски научници работат на развивање на нова вакцина против ебола. Како шумите да се заштитат од негативното влијание на климатските промени. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. 40 држави го поддржаа преодниот претседател на Венецуела Хуан Гуаидо. Актуелниот претседател Николас Мадуро изјави дека САД се закануваат со војна инвазија врз неговата земја. Sido amenazados por el imperio estadounidense. Мадуро им се обрати на војниците во армиската база во покраината Зулија. Под закана сме од Американската империја, од председателот Трамп. Тој рече дека е подготвен за армиска инвазија против Венецуела, но тоа ќе се случи само ако нема кој да ја брани земјата, рече Мадуро. Претходно Трамп се заложи за зголемување на притисокот врз Мадуро, истакнувајќи дека САД стојат зад граѓаните на Венецуела. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ги обвини САД за империализам во обидот да го сменат Мадуро. Ердоган го праша Трамп каде е демократијата во целиот процес. Вашингтон и Европската унија го признаа Гуаидо за преоден претседател, а поддршката на Ердоган за претседателот Мадуро го оддалечи турскиот лидер од курсот на западните сојузници. Талибанските и влијателните опозицијски водачи на Афганистан велат дека целосното повлекување на странските сили предводени од САД е клучно за траен мир во Афганистан. Двете делегации излегоа со соопштение под дводневните мировни разговори во Москва. Сакаме мир и стабилност, Афганистан ослободен од интервенции од било која страна, рече поранешниот афганистански претседател Хамид Карзаи. Откако се прогласи за привремен претседател на Венецуела, Хуан Гуаидо сега е водечка сила во земјата, која притиска актуелниот претседател Мадуро да се повлече. Бил Роджерс го анализира профилот на овој млад, харизматичен опозицијски лидер. До пред само 2 недели светот речиси да не знаеше за него. Сега Хуан Гуаидо е во центарот на масовното движење кое притиска социјалистичкиот претседател на Венецуела Николас Мадуро да се повлече од функција. Мажи и жени на Венецуела, заложете се за нашата земја за социјална правда. 35-годишниот претседател на Националното собрание минатиот месец сам се прогласи за привремен претседател на Венецуела. САД и повеќе други држави го признаа Гуаидо за преоден претседател. Тој вети избори со цел да ја внесе во нова ера земјата која се соочува со недостаток на храна, лекови и хиперинфлација. Успеа да ја обедини опозицијата и да донесе многу надеж, што всушност недостасуваше. Катастрофалните поплави од 1999 година во неговата матична држава Варгас и неможноста на владата да изврши обнова по уништувањето, всушност го поттикна младиот Гуаидо да се занимава со политика по добивањето на универзитетската инженерска диплома. Низ годините тој учествуваше во протестите против Мадуро, кој ги продолжи социјалистичките политики на неговиот претходник Хуаго Чавес, кој почина во 2013 година, додека се уште беше на функција. Откако минатата година беше реизбран за претседател на избори кои беа оценети како нелегитимни, протестите се зголемија. Опозицијата се обидуваше да изгради една порака и една стратегија. Одеднаш доаѓа оваа личност која е релативно непозната со скромна заднина. Тоа е новото лице кој имаше храброст да го прави она што многумина мислеа дека е невозможно. Да се принуди Мадуро да се повлече останува предизвик. Во меѓувреме опозицијата понуди широка програма за обнова на Венецуела, иако некои набљудувачи од Латинска Америка се скептични. Многумина сметаат дека ако Гуаидо е на власт ќе се намали владината вклученост во социјалните програми за да им се помогне на сиромашните. Но на улиците во Каракас повеќето граѓани гледаат голема надеж во Гуаидо и опозицијата. Уверена сум дека активностите кои ги преземаат ќе водат кон разрешување на оваа ситуација која е многу тешка во Венецуела. Гуаидо вети слободни и фер избори. Во интервју за Гласот на Америка не ја исклучи можноста да се кандидира за претседател ако за тоа има консензус кај опозицијата, но засега се очекува немирите и протестите да продолжат се додека Мадуро не се повлече.
Светската здравствена организација објави дека повеќе од 700 луѓе се заболени од ебола во Демократската република Конго. Соседните земји, Судан и Руанда, се подготвуваат поради опасноста од ширење на вирусот. Во меѓувреме, американските истражувачи работат на развој на нова вакцина против ебола. Керол Пирсон има повеќе. Во Конго од ебола умираат 60% од лицата кои ќе заболат од вирусот. Болеста е толку разорна што населението ги избегнува и оние кои ќе преживеат. Исплашени се поради високата стапка на смртност, како и поради суровите симптоми. Стапката на смртност остана висока дури и по вакцинирањето во Западна Африка за време на епидемијата на ебола, која однесе 11.000 животи. Доктор Пол Спирмен го води американскиот истражувачки тим кој работи на развивање на подобри вакцини со подолг ефект. Клинички се тестираат 2 експериментални вакцини против ебола. Прво се става ваква вакцина, по една недела друга вакцина. Тоа може да обезбеди брза заштита. Ако се покаже дека вакцината е ефикасна, таа би можела да се користи и во африканските земји каде еболата се појавува редовно. Епидемијата која што се појавува во неколку региони на Африка може да избие без предупредување. Вакцините не го содржат вирусот на ебола, но го произведуваат главниот протеин на вирусот кој поттикнува реакција на имуниот систем. Учесниците во истражувањето се свесни за здравствената и хуманитарната криза предизвикана од еболата. Вреди да се направи се што се може за да се спречи болеста или да се спречи нејзино брзо ширење. За да видат дали овие вакцини функционираат, истражувачите тестираат примероци од крв кои ги собираат од волонтери пред во нив да ја инjектираат експерименталната вакцина, како и потоа. Ја споредуваме состојбата на почетокот по една недела, по 2 недели. Така може да видиме каква разлика прави вакцината. Истражувачите се надеваат од истражувањето да произлезат заклучоци важни за развој на други вакцини против ебола, како и за подобро разбирање како да се изгради имунитет кон други патогени, вируси или бактерии. Со здрави шуми до здрава планета, велат експертите, додека климатските промени негативно влијаат и врз шумите. Нов систем има за цел да ја следи виталноста на дрвата и да предупредува на опасностите, известува Стив Барагона. Светските шуми имаат критична улога во абсорбирање на јаглеродниот диоксид од атмосферата. Но тоа е се што може да направат, предупредува шефот на одделот за одржливост на шумскиот фонд во Италија. Се наоѓаме во историски момент за климатските промени, зашто научниот свет е на штрек, порачува бидете внимателни со екосистемот во шумите, зашто нема да може да го абсорбираат целиот јаглероден диоксид. Шумите се изложени под зголемен притисок како што растат температурите. Дрвјата се поранливи на напад од инсекти и заболувања. Тоа е лоша вест за климата и индустријата со сечење дрва. Затоа е потребен систем за рано предупредување. Еден таков инструмент е Tree Talkers. Tree Talker е детектор, или подобро кажано, серија детектори кои што трансформираат екопсихолошки сигнали за растот на дрвото, абсорбцијата на јаглероден диоксид, за водата од коренот до лисијата. Информацијата открива кога дрвото е под закана од инсекти или болести. Апаратот Tree Talker испраќа надалеку информации до шумарите, вели Рикардо Валентини, шеф на Евро-Медитеранскиот центар за климатски промени. Апаратот пренесува информации преку радио и може да пренесе преку мощна долга дистанца, до 1 километар. Информациите им помагаат да преземат мерки веднаш. Например, да мерат колку дрвото пораснало, пред да сечат, да го одржат растот на стеблото. Информациите ќе им овозможат на научниците подобро разбирање како климатските промени се одразуваат врз шумите, за нивната улога врз здравата животна средина. Од вода, преку емисијата на издувни гасови во атмосферата, од дивиот свет и биоразличноста, шумите се мощно важни. Потребна е поголема едукација за разбирање на шумите. Околу 300 апарати Tree Talkers се тестирани во Италија, Кина, Русија. Годинава Валентини очекува нови 1700 направи да бидат тестирани насекаде. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Довидување до утре.